Саботно издание на регионалните вести. Пожар го зафати средното стручно училиште Моша Пијаде во Тетово. Огнот изгоре еден објект од фармата каде се чувала сточна храна. Повредени нема. Над 10.000 бали луцерка и целиот сценарник од средното земјоделско училиште Моша Пијаде изгореа во пожарот што вчера околу 17 часот од засега неутврдени причини избувнал на тоа место. Огнот први го забележале чуварите пошто се обиделе заедно со другите вработени да го изгаснат, но тој брзо се проширил врз останатите бали, зафаќајќи ја и покривната конструкција од објектот. Многу скоро по добиената информација за пожарот, Тетовската противпожарна единица интервенирала со 5 возила и го ставила пожарот под контрола. Интервенирала и градежната механизација со цел да се растурат запалените бали, како и да се урне оној дел од покривната конструкција што останал неупотреблив по огнот. За среќа, при исполнувањето на пожарот и неговото гасење нема повредени, ниту пак пожарот се проширил на другите блиски објекти од училиштето. Изгорен е сенарник, склад за сено, поточно имаше околу 10.000 бали луцерка, тоа е огромна штета. Не би сакал да ја предуцирам, може би повеќе имаше. За жал и чуварите биле тука и работниците, но не можеле да го санираат пожарот и да го спрешат. Иначе противпожарната служба дојдоа за неполни 5 минути и они реагираа на време и среќна околност во целата несреќа што нема повредени жртви од нашите работници. Што побрзо да оставивме пожарот под наша контрола, бидејќи постоеше опасност пожарот да се прошири, како што гледате тука са и далеководните ова што од струјата, значи постоеше голема опасност. Среќа у ова несреќа што ви снајде, еве, да речеме образовниот центар Моша Пијаде, среќа е што нема жртви, нели само е направена голема материјална штета, значи во заирето или храната на стоката. Увидот од стручните служби треба да ги покажат причините кои довеле до избувнувањето на пожарот, како и утврдување на вкупната материјална штета. Дали општинските служби подеднакво работат на подобрување на инфраструктурата во сите делови на Тетово? Во градот има места каде тротоарите се руинирани со години. Долниот дел на Тетово од левата страна на река Пена со децении е запоставен од градските власти. Тротоарите во овој дел на Тетово се руинирани, булеварите, кружните текови недовршени. Слободните површини кај градската спортска сала се обраснати со трева. Запоставени е локацијата до автобуската станица, каде требаше да се изгради зелен пазар на големо. Кој дошол на чело, ништо не направи. Тротоарот и пешачката зона кај што треба граѓаните да се движат, прво и основно тоа не е средено, а камоли другите работи. Властите не внимаваат ниту на безбедноста на граѓаните во овој дел на градот. Дел од заштитната ограда на мостот на река Пена која сурна со ланските поплави се уште не е санирана. Шахтите во овој дел на Тетово се постојан проблем. Голем број од нив немаат капаци. Па некој дете ќе погине, кој е крив после? Затоа треба да се малку обрне внимание да се поправи на повеќе места, сега треба да се организират или да се повеќе пати да се, како ти кажам, да се води рачун малку. Надворешната работа е многу запустена. Дали патиштата, дали другите работи, секој мисли само за себе, а надвор како ќе биде овдека никој не гледа. Невладините организации велат дека општината не ги зема во предвид нивните сугестии и барања за решавање на дел од проблемите во градот. Локалната власт очигледно не работи доволно во интерес на граѓаните. Затоа владата треба да обрне внимание на средините кои се запоставени, изјави од Институтот за развој на заедниците. Затоа што имаме еден систем, ако откаже општината, може државата да реагира, нели? Ние овде имаме ситуација каде што ни општината, ни државата реагира и ниту се преземаат мерки во таа насока. Ние се преокупираме со некои други прашања, но други прашања кои што се небитни, а овде се соочуваме со проблеми кои што ни го скратуваат животниот век. Да, ние протестиравме, се обидуваме да опатиме и порака, информација и да дадеме решенија за тоа што би можела да го направи локалната самоуправа, но ако не го направи локалната самоуправа, има и други надлежни државни институции и видовме дека и тие не реагираат. И за жал ние сме дојдени во една ситуација каде што како здруженија нели
нели толку можеме да направиме, толку имаме можност, но гледаме дека и покрај сите информации и анализи кои што се представени, препораки кои што се развиени, ниту локалната, ниту државната власт не преземаат барем за нас видливи мерки за да може да кажеме нели дека работите се движат во позитивна насока. Од општина Тетово изјавија дека во рамки на можностите се работи подеднакво во сите делови од градот. Како позитивен пример го посочи уредувањето на познатиот Жена парк, кој со децении беше запуштен, локацијата се користеше за напасување на добиток. Но таму не одговорија кога ќе започна со решавањето на останатите проблеми, кои по долг период ги мача тетовци. Центарот за вработување во Тетово пред жителите на градот го презентираше пакетот мерки за вработување на невработени лица Македонија вработува 2. Пакетот мерки од проектот Македонија 2 има 5 категории. Првата категорија е млади лица до 35 години, каде што невработеното лице треба еден ден пред вработувањето да биде евидентирано во Агенцијата за вработување како невработено лице и 3 месеци пред вработувањето да немало работен однос. Втората категорија е невработени лица од 35 до 50 години, каде што невработеното лице исто со еден ден во регистрирање во Центарот за вработување го стекнува правото да се вработи, меѓутоа тука во последните 15 години да имало работен однос не повеќе од 5 години или 10 години да не било невработено. Другата категорија е лица над 50 години кои што 3 месеци пред вработувањето не требале да имаат работен однос. Тука спаѓа и категоријата на ранливи невработени лица, тоест лица кои што имаат 3 и повеќе деца, еднородителски семејства, членови на еднородителски семејства, корисници на постојана парична помош и други категории на ранливи невработени лица. Тука исто со еден ден пред вработувањето лицата треба да бидат регистрирани за невработени. Понатака и за највозрастните граѓани кои што се невработени, тоа е категоријата од 58 години, каде што тие треба во последните 2 години да немале работен однос. Тетовските земјоделци не покажале интерес за осигурување на земјоделското производство преку субвенциите на Министерството за земјоделие. Рокот за аплицирање изминува на 31 овој месец. 8 година поред како Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство доделува субвенции за осигурување на земјоделско производство, а тетовските земјоделци не се заинтересирани да ги искористат. Иако земјоделците постојано претрпуваат различни штети на нивните посеви од поплави, пожари до болести, нивното производство останува неосигурано и под ризик од неповратно уништување на вложениот капитал и труд. Од она што ние од 1. март до крајот на мај на терен како еден вид кампања имаме за оваа мерка кај земјоделците, дознаме дека многу земјоделци тешко можат да извршат осигурување на земјоделските посеви и животни од причини што кај земјоделските посеви се уште многу површини не им се собственост или пак се мали површини и некако не наоѓаат некој интерес во однос на тоа да извршат осигурување, иако 60% не е мало покривање на осигурителните полиси. Земјоделците самите се соочени и гледаат дека имаме доста промена во однос на климатските промени и секојдневно скоро одредени райони се зафатени со овие климатски промени, а знаеме дека основните ризици за кои се осигуруваат поготово растителното производство се град, гром и појава на пожар, но тоа не значи дека покрај основните ризици може да осигураат и дополнителни ризици како што се поплави, луњи или пак како што реков појава на штетни организми, болести со кои се намалува производството.
Рокот за поднесување на барање за субвенционирање на осигурителните полиси за земјоделско производство истекува на 31 овој месец. Секој индивидуално стопанство може да добие покривање на трошоците направени за осигурување на посевите во висина од 60% или до максимални 150.000 денари. Малите задруги до 19 члена ќе бидат субвенционирани со 70%, а големите задруги со на 20 члена добиваат 80% покривање на трошоците направени за осигурување на посевите или до максимални 3 милиони денари. Што е неопходно, потребно, тие треба да ги има сите капацитети за кои сакаат да остварат субвенционирање на премијата за осигурување, да бидат заведени во регистарот на Министерството за земјоделие, од каде што добиваат решение за пријавените капацитети, со кое решение идат во осигурителната компанија, која што врз основа на капацитетите што ги располага земјоделското стопанство и спрема она за кои култури и за што бара земјоделецот да изврши осигурување, издаваат полиси, премија колку ќе ги кошта осигурувањето. Треба да знаат земјоделците дека не ја плаќаат 100% премијата, туку само плаќа 40% од премијата, затоа што 60% од вредноста на премијата субвенционира државата, односно Министерството за земјоделие преку Агенцијата за финансиска поддршка. Се разбира од кога ќе ја добијат полисата, повторно се враќаат во подрачната единица и покрај она барање за решението што треба да го земат и достават до осигурителната компанија, треба да достават и полиса за колку е осигурана она површина или производ, да зависи за што сакаат да осигурат. Потоа, самата Агенција за финансиска поддршка, преку добиена фактура од осигурената компанија, ги исплаќа на име на барателот тие 60%. Освен земјоделците, од оваа година и сточарите можат да ги осигураат домашните животни. Имено тие добиваат средства за плаќање на 60% од износот на осигурителната полиса кај осигурителна компанија, која треба да ја покрие штетата од пцовисување на грлата или штета предизвикана од принудно колење на добитокот поради економски причини. Караванот на слободата што го спроведува Цивил Центарот за слобода вчера беше во Тетово. Караванот на слободата вчера одржа голем мултимедијален настан на плоштадот во Тетово. Активностите на проектот започнаа напладне, а тетовци имаа можност да бидат дел од концертот на Мухамед Ибраими, Кепурдат Бени Нонстоп и ПЦ Супер Хикс. Во рамки на фестивалот беа изведени и поетски перформанси на Гент Мемети, Садија Лити, Маријана Гуговски и Небојша Стојановски. Ја покрива земјата. Земјата како дете. Земјата набрекната во плод. Црна, ноќен ветер на плеките што носи татнеж. Тоа е татнежот на човечката бура. Татнежот на божествените тапани. Врел, ноќен ветер што носи мириси, полнотија, зовриена крв, црна жешка, зовриена крв. Дека вчерашниот караван беше уживање за сите сетила, беше доказ и работилницата на Отворено, предводена од академскиот сликар Мирослав Стојановиќ и уметниците Славчо Максимовски и Јакуп Амети. За оние пак кои повеќе сакаат да бидат дел од јавни дебати, се дискутираше на тема Македонија со или без слобода, на која учествуваа новинарката Кристина Озимец, активистот Артан Садику и музичарот Петар Младеновски, а истата се одржа во просториите на невладината организација Лоја. Караванот на слободата е организиран од Цивил Центарот за слобода и поддржан од УСАИД и ќе патува низ целата земја во текот на летово, нудејќи повеќе видови музички и уметнички настани како и културни активности кои опфаќаат различни општествени прашања.
Караванот на слободата е тримесечен фестивал кој ќе ги користи уметноста и културата за да влијае на засилување на граѓанската свесност и граѓанското учество. Тој е динамичен мултимедијален проект кој го поттикнува граѓанското учество во процесите на донесување одлуки на локално и национално ниво. Православните верници вечерва почнуваат со одбележување на успение на Пресвета Богородица. Традиционално во манастирскиот комплекс во Лешок се собираат илјадници посетители вечерта во пресрет на празникот и на самиот ден. Утре, недела 28 август, православните верници го одбележуваат денот Успение на Пресвета Богородица. Во пресрет на празникот, традиционално на црковно народен собир во манастирскиот комплекс во село Лешок се собираат илјадници посетители. Митрополитот на Тетовско-гостиварската епархија господин Јосиф чино началствува со вечерната богослужба која започнува вечерва во 19 часот, како и со архиерејската литургија на денот на Успение на Пресвета Богородица во недела со почеток во 8 часот и 30 минути. Вечерва со почеток во 20 часот и 30 минути започнува и Лешочкиот фолкфест. Исто така на повеќе локации во Лешок се одржуваат неколку музички манифестации. Од полицијата потсетуваат дека поради големиот број посетители се воведува посебен сообраќајен режим во Лешок. Возачите ќе треба да се паркираат само на определени места за паркинг со цел непречено движење на голем број пешаци. Утре се одбележуваат 25 години од загинувањето на војникот Драгослав Петровски Чиче од село Ратаја, кој животот го загуби во војната во Хрватска во 1991 година. Загина во борбите во Вуковар. Помен парастос на неговиот гроб во Ратаја ќе биде отслужен утре, недела 28 август со почеток во 9 часот. Во продолжение следи ново издание на анкетата Граѓаните зборуваат на телевизија КИС, во која жителите на Тетово имаат можност да ги кажат своите согледувања за општествените проблеми и прилики, како и да истакнат кои теми и области треба да бидат анализирани во новинарските прилози. Со какви проблеми се соочува овој град според вас? Па мислам дека со вода. Најголеми проблеми се водат. И тоа во горниот дел на градот. Мислим дека со години тоа е болно прашање на Тетово. Валјда ќе го реша. И хигиената. Да, тоа е. Како би се решил проблемот еве со хигиената? Па тоа многу зависи од нас граѓаните, да ви кажем, да ако мислим отпадот го фрляме кај што треба, нема да биде така, него фрляме секаде, само таму кај што треба не фрламе. Значи од нас граѓаните повеќе зависи, али и од надлежните за тоа. Редовно да го дигаат џибрето, да се чиста. Во моје време порано ги миеле секоја вечер улиците, со метла ги метеле и ги миеле и било чисто. Се, ја не знам, не сум видела тоа. Ваш став за тоа како работаат институциите на локално ниво? Сте се соочили или сега скоро со некој? Не се бавам со тоа, многу. Добро, како граѓанин имате потреба да платите сметки? Слабо. Мислам, плаќам. Редовно јас лично од мен, моја... Како услугата од другата страна, мислам? Па не сум имала така некој лично. Као лично не, мислам, се жала граѓаните. Јас лично не сум имала никаков проблем. Сум била услужена кај што сум отишла така да не фрлам дрва и камење по нив. Сега може да се има и добра страна. Мислам, не сум наишла така на некои проблеми. Валјда ги има. Како секој. Животот на младите? Животот на младите. Убав. Самата младост не е убав животот на младите, за жал. Да, за жал не е убав, да ви кажем. Затоа што си има многу проблеми, без работа, мислим, се гледа фамилии, така да. Мислим дека тешко. Според вас, кои се проблемите кои што го мачат овој град? Овој град, да ти кажем право, овој град име носи град, али не е град. Не. Све фали овде. Ништа. Видиш, пешаче не може, овде паркира тамо, паркира вамо, пешаче иде, декаде. Овој град само име га носи град, али град не е. Не може да наđи у Африку. И скупо, и нема ништа. Ништа нема, не може да видиш ништа. Друго, според вас, кој е проблем на градот?
На овој град, ако разбираш, јас сум ти рекол, со два речи може да се разбираме. Ништа нема добро. Добро, ве разбрав, ама ајде да образложиме на гледачите. Според вас, што е тоа што треба да се смени конечно веќе еднаш? Све прije бие добро, али сада катастрофа овде. У град Тетово катастрофа. Нема ни они за ѓубре да ја фрлеш негде, нема ништа нема. Смрди свака улица, не може. Скупо е, да купиш стан 800 евро квадрат метар. Пото како то може? Луѓе немају плата со 200 евро, а стан 800 евро квадрат метар. Како то може? Како може да живи луѓе? Овде живи 20% добро. Остали забрави. Главните проблеми е чистотата и паркирањето. Како што гледате, тоа. Останато, не гледам некои проблеми. Што има да кажете за чистотата и паркирањето? Како според вас би се решиле овие проблеми? Би се решиле преку пат, паркингот да се направи, катни гаражи. Чистотата да се подигне, мало повише се чисти еколог, повише камиони, повише пати да вртат низ град. Тоа. А што е со свеста на луѓето? Со свеста на луѓето ќе треба уште доста години свеста да дојде на ниво. За сега свеста е тука кај што сме. Институциите како работат? Институциите си работа во можностите кои ги дава општеството. Повише и не може да работа спрема луѓето што свеста на луѓето. Без работа. Витина без работа. Жена болна, мајка болна, све. А не сум 30 години и охран сум. Дома сум. Тоа е, што да кажем друго. Во Италија денеска е ден на жалост поради загинувањето на речиси 300 жртви во силниот земјотрес на 24 август. Во земјотресот со јачина од 6,2 степени загинаа најмалку 280 лица, а повредени се 388. Италијанскиот премиер Матео Ренци денеска ќе присуствува на државниот погреб за жртвите од Аркуата дел Тронто, еден од најтешко погодените градови. Земјотресот го погоди североисточниот дел на Рим, предизвикувајќи голема штета во градовите Акумоли, Аматриче и Аркуата дел Тронто. Потрагата за пронаоѓање на луѓето по турнатините продолжува. Ангажирани се 5000 спасувачи, меѓу кои полицајци, пожарникари, војници и доброволци, но од вчера преживеани не се пронајдени. Спасувачките акции ги попречуваат серија на земјотреси кои во меѓувреме се случија. Многу луѓе се уште се верува дека се затрупани по турнатините, а многу од исчезнатите се странци и туристи кои биле во посета на историскиот регион. Во 2009 година во земјотрес од 5,9 степени загинаа 309 луѓе во Аквила. Најмалку 16 лица загинаа откако избувна пожар во еден магазин во Москва. Пожарот кој избувна во магазинот на една печатница се случи изутрината во североисточниот дел на рускиот главен град. Властите соопштија дека 4 лица биле однесени во болница со изгореници, додека 12 лица се спасени од пожарот. Градоначалникот на Москва Сергеј Собјанин напиша на Твитер дека во тек е истрага за инцидентот. Недоволно почитување на стандардите за заштита од пожари беа причина за слични вакви инциденти во Русија. Турскиот претседател Реджеп Тајп Ердоган го пушти во употреба третиот мост над Босфор во Истанбул кој ги поврзува Европа и Азија. Дали сте подготвени, ги праша Ердоган на собраните луѓе кои вееја знамиња на церемонијата на пуштање на мостот. Тој потоа ја пресече лентата на најширокиот висечки мост во светот. Мостот е наречен Јавус Султан Селим. На свеченото отворање присуствува и председатели и премиери на неколку држави. Денеска имавме претежно сончево време со слаб северен ветер. Минималните температури се движеа од 9 до 19, додека максималните од 26 до 32 степени Целзиусови.
Од утре следува период на стабилно сончево и топло време со мала до умерена облачност. Температурите ќе бидат во постепен пораст. Максималната дневна температура ќе достигне до 28 степени Целзиусови, а истата во текот на ноќта ќе се спушти до само 9 степени Целзиусови. Тука е крајот на денешното саботно издание на регионалните вести. Благодарам што бевте дел од ова издание. Пријатно.